Како е можно затвореници да внесувале дрога, оружје, пари и телефони без поддршка и заштита на вработените во неголемиот затвор во Македонија и Дризово? Никој нема да биде поштеден од одговорност, тврди министерот за правда Никола Тупанчевски, откако специјалци вчера и завчера упадна во затворот и спроведоа голема полициска акција. На денешната пресконференција Тупанчевски рече дека и Комитетот за превенција за заштита од тортура при Советот на Европа реагирал на начинот на кој што работат затворските служби. Иако не сакаше да каже за кои затвори станува збор, сепак тој информираше дека од комитетот констатирале дека дел од директорите не ги исполнуваат условите за да бидат на таа позиција. Ќе биде документиран случајот и ќе бидат преземени соодветни мерки кои што нема да бидат, според мене, ако денот се познава по утрото, нема да бидат од дисциплински карактер. Директорот на управата за извршување санкции Маријан Спасовски тврди дека управата редовно врши претреси, но затоа што и Дризово е најголем затвор, невозможно е се да се претресе или во една акција да бидат опфатени сите келии. Тој појасни дека претресот бил со наредба на обвинител за гонење на организиран криминал и бил наменет за влез во 25 келии и точно определени затвореници од висок ризик. Претресот не беше селективен и беше направен во повеќе оделение во казано-поправниот дом и Дризово. Асистенцијата од страна на МВР, односно единиците за брзо распоредување, беше во делот бидејќи има оделенија во затворот во Идризово, каде што има лица од висок безбедносен ризик. Тупанчевски Спасовски кажа дека истрагата е започната, но ниту едниот ниту другиот не кажаа за кои или кои кривични дела се сомничат претресените затвореници и дали и против кого ќе биде поднесена кривична пријава.